Соочувајќи ги движењата во развојот на Сојузот на комунистите на Македонија со вкупната состојба во Сојузот на комунистите на Југославија, можеме да речеме дека се наоѓаме во исти или слични релации. Одамна е веќе безпредметно доктринерното поставување на прашањето дали е Сојузот на комунистите кадровска или масовна партија. Колку што е точно дека секој не може да биде член на Сојузот на комунистите, исто така е точно и тоа дека нашите не само потенцијални, туку и потврдени можности пред се на работничката класа објективно се поголеми. Со однегување на практиката, редовно да се следи развојот на Сојузот на комунистите и па врз генезата на светлиот лик на комунистот и неговата валоризација со барањата што произлегуваат од современата етапа на нашата социјалистичка револуција, развојот и приемот на нови членови секогаш треба да се третира така што да се поаѓа од сознанието дека тој беше и данас останува суштествено идејно-политичко и класно прашање. Во тој контекст и прашањето за националната структура на членовите на Сојузот на комунистите на Македонија и во иднина заслужува поголемо внимание и организирани напори и тоа да се изразува и потврдува како релевантен аспект на политиката на Сојузот на комунистите за равноправност на албанската и турската народност. Членовите на Сојузот на комунистите на Македонија се организирани во 3741 основни организации, при што најголем број од нив своето идејно-политичко действување и организационо-политички живот го остваруваат во основни организации, чиј број изнесува до 30 членови. На тој начин создадени се пореални можности членот на СК, врз кого и се заснува силата на секоја организација и орган на Сојузот на комунистите на Македонија, да се изразува како субјект во градењето и реализирањето на политиката на Сојузот на комунистите. Одбележувајќи го позитивниот процес во формирањето на основни организации на Сојузот на комунистите во работните животни средини, едновремено треба да подлечеме дека се уште во 531 основна организација на Сдружен труд и работни заедници со над 10.000 вработени, како и во околу 300 селски населби не се формирани основни организации на Сојузот на комунистите. Доколку досега постоја определени дилеми околу формирањето на нови основни организации и со помал број членови, се чини дека според предлогот на ставовите основна организација да може да се формира и со 3 члена ќе се создадат услови за остварување на начелото. Во секоја средина комунистите да можат да формираат основна организација или на друг начин да го обезбедуваат своето идејно-политичко поврзување и действување. Второ, сигурно е дека презентираните показатели во материјалите како и други квантитативни анализи може да бидат само добра илустрација и основа по целосно да се согледуваат длабоките квалитативни трансформации што секојдневно настануваат во општеството и во Сојузот на комунистите, како и обратно, зашто секогаш постоела и постои непосредна и корелативна врска меѓу нив. Евидентно е меѓутоа засврстено сознанието дека Сојузот на комунистите на Македонија носи основната одговорност за развојот и судбината на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување. Досегашниот тек на револуционарната општествена преобразба покажува дека политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување се уште не може да се остварува како целостен и ослободувачки општествен процес и пронајден облик на економското и политичкото ослободување на трудот и човекот од сите видови на алиенација и последување, а во тие рамки создавање услови новосоздадената вредност, односно вишокот на трудот, да се изразува како потребен труд, тоест како право и одговорност на работничката класа да загосподари со целината на општествената репродукција без организираната општествена социјалистичка свест начело со Сојузот на комунистите. Тие сознанија и реални општествени односи поставуваат пред Сојузот на комунистите задачи и обврски постојано да го унапредува своето идејно-политичко действување и да ја сообразува организационно-политичката изградба се во функција на ефикасноста и делотворноста на акцијата.
Токму затоа основните и општински организации, поаѓајќи од конгресните определби, треба и натаму критички и творечки да го следат остварувањето на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување во Сдружениот труд, местните самоуправни и интересните заедници, воопштето на политичките заедници и така натаму. Функционирањето на делегацијскиот систем, оживотворувањето на општествените договори и самоуправните спогодби, на уставноста и законитоста, заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената собственост, се подрачја и институти на политичкиот систем во кој поидовна основа во анализата за нивната улога беше и останува степенот на оживотворувањето на уставите, на законот за Сдружениот труд и другите системски закони и воопшто на самоуправните политички права, одговорност и слободи на работните луѓе и граѓани. Тоа до толку повеќе што резултатите во остварувањето и развојот на политичкиот систем во секоја средина не се на исто ниво, што зборува за присуство на инерција на старото и отпори од технобирократски, либералистички и слични на нив антисоциалистички и антисамоуправни позиции, но едновременно и за релативно различниот интензитет и квалитет на иденополитичката акција на Сојузот на комунистите и другите организирани социјалистички сили за афирмација на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, каде слободно се изразуваат интересите и врши нивно усогласување, кој, како знаеме, е сложен и макотрпен процес. Делувајќи врз основа на насоките на делегациите и пошироката изборна база, комунистите, како членови на делегациите или делегати, се наоѓаат пред мощна одговорна задача. Комунистот пред се работен човек и како таков на работното место и во целината на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и одделно во распределбата, ја дели судбината на својата основна или работна организација на Сдружен труд и во инаку слободното манифестирање на посебните заедничките и општи интереси и нивното согласување, секогаш мора да поаѓа од трајните историски интереси на работничката класа. Според тоа, и во денешните битно изменети услови, доследното остварување на улогата на комунистот не е лесно. Токму затоа, покрај останатите чинители, кои влијаат на комунистот како поединец и неговата организација, повеќе од било кога, марксистичкото образование и иденополитичкото способување станува предпоставка и императив за успешното остварување на современата улога на секој член и на Сојузот на комунистите во целина. И конкретната примена на принципите за колективна работа, заедничка одговорност председавач или председател и едногодишен мандат, треба да биде во функција на натамошниот развој на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување и како брана повеќе во елиминирањето на присутните појави и тенденции на технократски, бирократски, лидерски и слични на нив несамоуправни однесувања во општествено-политичкиот живот и практика. Од материјалите за денешнава седница, како и од акцијата што е во тек, околу понепоследното согледување на состојбите и нашите задачи во остварувањето на политиката на материјалниот и социјалниот развој и на економската стабилизација, видливи се резултатите кои ги постигнуваат основните организации на Сојузот на комунистите во Сдружениот труд во нивното се посоодветно однесување и понепоследна активност во согледувањето и разрешувањето на проблемите. Критички согледувајќи ги најзначајните прашања од материјалниот и социјалниот развој и особено од развојот на социјалистичките самоуправни и општествено-економски односи, вниманието се повеќе сврдено кон конкретните прашања. Планирањето и остварувањето на плановите, производството, продуктивноста, економичноста и рентабилноста и воопшто кон стекнувањето, распределбата на доходот, односно на чистиот приход, здружувањето на трудот и средствата и така натаму. Но и покрај значајните резултати, сепак, во немал број основни организации на Сојузот на комунистите во Сдружениот труд, ни приближно не се искористени реалните можности и потребата од позасилена иденополитичка активност за мобилизација на работните луѓе во надминувањето на тешкотиите и проблемите. Во секој случај, допрва треба да се избојуваат решавачките битки за надминување на расчекорот помеѓу објективно присутните материјални човечки потенцијали и нивото на доходот, акумулативната и репродуктивна способност на нашето стопанство, како и на расчекорот меѓу индивидуалната и општествена продуктивност на трудот.
Започнатата активност врз основа на познатите документи на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија и на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и натаму треба да продолжи во функција на остварувањето на целите и задачите кои што произлегуваат од среднорочниот општествен план и во услови на економска стабилизација да го остваруваме динамичниот и материјален развој на секоја организација на дружен труд на општините и републиката во целост. Трето, основните и општински организации на Сојузот на комунистите се наоѓаат пред значајна обврска врз постигнатите резултати, особено во поконгресниот период на своето оспособување, уште повеќе да надградуваат нови квалитети, што ќе прават нивната акција поцелосна, едновремено и поефикасна. Токму затоа, не слабејќи ја иницијативата на органите на Сојузот на комунистите на Македонија во мобилизирањето на организациите и членовите за разрешување на суштествените прашања од било која сфера на општествената репродукција, од работата и животот на работите и граѓани, основната организација на ЕСКА треба се повеќе да се афирмира и потврдува како темелен облик на организирањето и субјект на политиката и денополитичко действување на Сојузот на комунистите, па во тие рамки да се развива креативната улога и одговорност на секој нејзин член. Основната организација на Сојузот на комунистите во Сдружениот труд, работните и местни заедници мора поцелосно да се почувствува одговорна за состојбата во својата средина за оживотворување на политиката на Сојузот на комунистите. Искуството говори дека се уште значаен број основни организации не се така иденополитички и организационно способени за да можат поуспешно да ги реализираат задачите пред кои се наоѓаат. Во немал број организации средини, значаен дел од нивната активност зазема формализмот и декларативноста, додека партиската обврска и внатрешпартискиот живот превасходно се идентификува со присуство на состанок. Во одделни средини, иденополитичкото единство честопати се гради врз основа на привидна согласност, пасивност, опортунизам, конформизам и слично. Некои од секретарите или секретаријатите на основните организации на Сојузот на комунистите не се оспособени до таа мерка да можат успешно да ја организираат и раководат работата на основните организации, често се под влијание на определени технократски и бюрократски структури и тенденции, основната организација да биде манипулирана за определени групашки и слични на нив цели, особено во кадровската политика и така натаму и на тоа слично. Развивајќи редовен иденополитички и организационно-политички живот во основната организација на Сојузот на комунистите, низ демократска атмосфера и слободно изразување на мислењата и врз принципите на демократскиот централизам, треба да се гради ликот на комунистот и неговата готовност и одговорност за успешно остварување на задачите пред кои се наоѓа основната организација и целиот Сојуз на комунистите. Мерило за иденополитичко действување и воопшто работата на основните организации на Сојузот на комунистите мора да биде токму пренесувањето на секој поединец на теренот на конкретната борба и пошироката акција меѓу и со работните луѓе и граѓани. Градејќи ставови, заклучоци и препораки во основните организации или во другите форми на своето иденополитичко поврзување и действување, комунистите навремено мора да го прават и следниот чекор. Освен оние кои би може да ги наречеме специфично внатрешни партиски прашања, секое друго мора да се најде меѓу работните луѓе и граѓани во нивните општествено-политички организации, самоуправни органи, во делегациите и собранијата на општествено-политичките заедници и заедно со нив, со градење демократска атмосфера и негување на политичката култура, равноправно со силата на своето убедување, знаење и умење, комунистите се борат за социјалистичка содржина и карактер на одлуките кои се донесуваат во соодветните средини и органи. Со други зборови, делувајќи како внатрешна движечка сила на општествено-политичката и самоуправна практика на работните луѓе и граѓани и како членови на општествено-политичките организации и самоуправни органи, делегати и така натаму, равноправно, демократски и одговорно, комунистите се борат за остварување на политиката на Сојузот на комунистите. Само така и основната организација на Сојузот на комунистите ќе може да ја остварува својата улога
на внатрешен движечки фактор на целокупниот фронт на организираните социјалистички сили и општествена социјалистичка свест. Во конкретната борба за остварување на целите и задачите кои произлегуваат од современата развојна етапа и кои имаат сосема определена димензија во основните клетки на нашето општество и политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, тоест во организациите на друштвениот труд, местните заедници и така натаму. На тамошното оспособување на општинската организација на Сојузот на комунистите на Македонија, како интегративна идејно-политичка и како единствена целина во идејно-политички и организационен поглед, се повеќе станува неопходно заради нејзината улога како во способувањето на основните организации, така и за натамошниот развој на комуната во која се остварува поширокото самоуправно поврзување и усогласување на интересите и потребите на работничката класа и сите работни луѓе и граѓани. Во функција на улогата што ја има општинската организација на Сојузот на комунистите, продолжува приспособувањето на организирањето на општинската конференција и нејзините органи, што возможува се повеќе да се остварува како одговорен политички фактор во општината. Меѓутоа, натаму треба да се чинат напори, општинската конференција настанува средиште на иницијативите на членството, на организациите на Сојузот на комунистите и на единствената акција на Сојузот на комунистите во рамките на комуната. Општинската конференција на Сојузот на комунистите и нејзиниот комитет, како политичко извршен орган, уште повеќе треба да ја следат и насочуваат купната активност на комунистите во своето подрачје, па затоа треба да се во непосредна и акциона врска и комуникација со основните организации на Сојузот на комунистите, која овде-онде се уште не е на потребното ниво. Таков однос во методот на действувањето произлегува уште и од потребата и состојбите што се создадени по укинувањето на поранешните конференции и нивните извршни органи во основните организации на друштвениот труд и во местните заедници. Работата на општинската конференција, на општинскиот комитет и на другите нејзини органи и тела треба уште повеќе да се потпира врз иницијативите и активноста на членството на основните организации, како и врз иницијативите и предлозите на активот на комунисти и непосредни производители. Во таа смисла треба да се развива и унапредува непосредното комуницирање со општествено-политичките и општествените организации, со делегациите, со сите самоуправни структури во разновидни облици на заедничката активност и по конкретни прашања. На тој начин во нивната работа ќе се обезбеди непосредно пренесување на проблематиката со која се занимаваат самоуправните органи, делегатските собранија, општествено-политичките организации, општествени органи и така натаму. Досегашната практика укажува на потребата за единствено решавање на раководењето со општинската конференција на Сојузот на комунистите на Македонија. Имајќи ја предвид и пораката на другарот Тито за колективна работа и одговорност, сегашните сознанија упатуваат на тоа дека со работата на општинската конференција на Сојузот на комунистите треба да раководи работно председателство со председавач со мандат од 1 година, а треба во иднина да се надмени до сегашната практика носителите на одговорните функции во општината по правило да бидат избирани во општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Остварувањето на улогата и задачите на општинската конференција и општинскиот комитет на Сојузот на комунистите и наставно бара потемелен приод и конкретно изучување на определени проблеми и состојби од идејно-политичко действување на Сојузот на комунистите во општината. Во тој правец треба да се приспособува и улогата и работата на комисиите, кои како работни тела на општинската конференција и на општинскиот комитет треба да овозможуваат на седниците на овие органи и воопшто во целината на акцијата да доаѓаат темелно изучени состојби и проблеми.